Сијасток, денеска правиме нешто унгарско што не многу луѓе знаат. Ова јадење се вика вадаш. Што е вадаш? Телешко или свинско месо во пикантен сос од зеленчук. Има внатре сенф, павлака и моркови, така да малце пикантен, малце киселко, малце благо. И обавезно се јаде со кнедли од леб. И тоа ќе направиме на крај. Ова ќе биде прв пат да пробува ова јадење, така да останете до крај да видите реакцијата. Ајде да почнеме. Значи имаме свинско месо. Денеска јас одберив свинско бут. Ставиме малце сол, бибер. Ова треба да биде убаво жешко. Ставам и свинска маст. Знаете дека ја сакам да готвам со свинска маст наместо зејтин, многу поубаво. Мислам дека ова е спремно. И двете страни ги испржиме малку. Не ставам сите месо во исто време, сакам да биде испржено, да не пушти многу вода. Иначе оригиналниот рецепт беше со диво месо, од дива свиња или срна, или многу луѓе на пример прават со зајак. Еве кога има ваква убава боја, едната страна е готово, идеме на другата страна. Гледајте ја бојата. Многу добро изгледа. Значи месото не пржиме до крај, не треба да биде готово. Само да фати вака убава боичка. И сега почнуваме да ги сечеме зеленчуците. Ке ставам 4 моркови, овие се помалечки. Еден пашканат и едно парче целер, затоа што веќе ме знаете дека многу сакам целер. Сите заедно зеленчуци околу пола кило мора да биде. И повеќе морков од пашканат, затоа што морков е поблаг и сакаме да дава малце благичко вкус. Сега може на крупчиња да сечеме морковчињата. Формата сега не е битно, затоа што на крај ќе блендираме, така да не многу дебели, потенки крупчиња и еден кромид, 4 лукчиња. Кромидот не мора да биде премногу ситно, коцки, како можете. Не е битно. Ја мислам дека не знам јадење, унгарско јадење без лук и без ловоров лист. Ке сечам едно парче од целерот само и ова може на коцки. Тенџерето го вратам и за ниска температура ке наместам, затоа што ке карамелизираме шекерот. Шекер, да. Благиот вкус ке биде избалансиран со сенф и лимон на крај. 2-3 лажица шекер. Ова што е доле од месото, тоа е најубавиот дел. Не е изгорено. Така треба да изгледа. И стално мешаме за да не се изгори шекерот. Малце се лепи на лажицата, тоа не е проблем. Ке се стопи на крај. Сега додаваме зеленчукот. Лукот намерно оставив на страна, тоа малце покасно. И сега на по-ниска температура, средно ниско. Ке фрлам 4 ловоров лист, малку сол, дури може и една коцка супа, ама на крај. Мешај, да не се изгори. Има парчиња шекер, гледајте. Ова воопшто не е лошо, ке се стопи, не е проблем, ако вака изгледа. Добро, сега може и лукче, треба да запамтиме колку ловоров лист ставивме. Пред да блендираме, ке треба да извадиме. Сега ќе додавам бело вино и едно парче од коренот на лимон во око. Само ако можете да најдете органски лимон, уште поубава. Чанг. Бело вино. Ова околу 200-250 мл. Обавезно вино ни треба за ова јадење. 3 лажица сенф. Колку добро мирише од виното и сенф. Сега ќе ставиме месото назад. И обавезно сокот од месо да влезе внатре, да не фрлите. Сега ќе ставам вода, ама само малку да покривам месото. Покриваме со капакот и средна температура оставиме да се вари. Значи јадењето уште не е готово, само тенџерето го трнав тука позади мене, за да можам да ви покажам како се прави кнедлите од леб. Испековме лепчето
Иначе овие се земјички, мислам дека ги викате. Ние ги викаме жемле. Може и од леп да се прави околу 300 грама. Испржи веден кромид, убава боја да фати. И сега може да идеме да правиме книдлите. Ставам 200 мл млеко на лепчињата. Малце да ги умекнат. Книдлите што ги правиме, уствари, многу се добри со сите типа на јадења што се со многу сос. Ја мислам дека и со вашиот, македонскиот, нашиот гулаш би било многу добра. Ставам кромидот. Ставам една лажичка сол. И сега ќе исецкам макдонусот. Ова трпи макдонус. Не знам за вас, ама за мене макдонус комбинација со оцет и лукче тука што јадете со чорба. Најубавото нешто. Сега ќе пуштам едно големо тенџере со вода. Ете на најако, да биде побрзо. Ставам 3 јајца и брашно. Ке ми требат и рацете за ова. Мислам дека слично вакви кнедли ги има во Германија и Полска. Ако сте таму, ако живеете таму и од таму ме гледате, пишејте во коментар, многу ме интересира. Веќе нема доле брашно, така да убаво измешано. Ке исчистам рацете и продолжиме со правење топки. Значи мокри раце. Само малце. Токави. Како голф топки. Водата е скоро спремна, ама јас не сум спремна со дамплингс. Првите ќе ги фрлам во вода. Треба околу 10 минути да се варат. Ги оставиме вака, само водата гледајте да не биде премногу блу, затоа што може да направи проблеми. Само на дативко да заопре. Гасиме после 10 минути и покриваме да застои тука вака со капаче уште 10 минути. Кнедлите се готови, уште стојат тука, 10 минути уште не поминаа и во меѓувреме вративме тенџерето. Месото е до крај. Одлично е, не треба ништо, ни сол, ништо. Сега време е да извадиме месото, затоа што ќе блендираме. Овие ќе ги фрлиме и лимонот да не заборавиме, затоа што ако тоа ќе биде блендиран, ќе горчи многу. Многу ме интересира како ќе ви се допадна ова, затоа што ова стварно е нешто посебно, мислам дека поразлично да речеме. Океј, значи сега ако сакате малку повеќе сос, може сега да ставите уште малку вода пред да ставиме павлаката. Сега имаме како многу убаво како текстура, една како кремасто супа да речеме. Сега ќе ставам павлака измешана со една лажица брашно. Кнедлите се готови. Сега идеме во тенџере. Мешај. Може уште еднаш со блендер да поминам. Сега 100% нема такви топчиња од павлаката. Месото ќе ставиме назад, само за 5 минути и готови сме. На потивка сега, затоа што имаме натре брашно, да не се изгори од оздола. Добро, значи рековме дека кнедлите се спремни. Ќе ги извадам. Само да зоврие уште еднаш и сервираме. И ќе го викнам Дадо за да проба. Ќе ви кажа како му се свија. Ако сакате уште вакви рецепти и ви се допадна ова видео, стиснете лайк и subscribe. Ајде. А зашто ми се очи врзани? За да не процениш со овчите, тогаш со јазикот. Со јазикот, со устата. Чекај да те сервирам. Имаме кнедли. И ќе ставиме
Мефце со сос. Многу убаво мириса. Сосот врз кнедлите. Ајде сега да видиш. Да видам или да пробам? Не, да пробаш. Ајде, ми мириса убаво. Ајде. Жешко? Што ке кажеш сега? Не, човече. Ова е подобро од гулошот. Не. Кажи ми мајка. Чекам коментари кога направите јадењето. Пишувајте тука под видеото во коментари. И се гледаме во наредно видео. Многу добро. Многу добро.